Ние со гордост денес велиме дека нема село кај нас во кое што ја нема таблата на ИПАРД. И токму затоа сега и пред овој настан бевме тука околу Прилеп да видиме инвестиции заедно со вице-премиерот, заедно со директорот Бачевски, кои што се реализирани и околу Прилеп, а се дел од ИПАРД 2 програмата. 2400 договори се веќе реализирани и сплатени токму преку ИПАРД 2 во овие 5 години. Токму затоа Европската комисија минатата година донесе одлука за Северна Македонија за 62% да го зголеми буџетот за ИПАРД 3 програмата. И наместо 60, сега имаме на располагање 97 милиони евра неповратни средства. Ако на тие ги додадеме и 25% кои што ги вложува државата, и ако ги додадеме финансиските средства на апликантите, доаѓаме до 250 милиони евра неповратни средства вкупно, кои што ќе се инвестираат во македонското земјоделство и во модернизацијата на македонското земјоделство во следните неколку години. Тие кои што се против уставните измени и тие кои што сакаат да печелат дневно политички поени, и тие кои што не сакаат да погледнат подалеку, и тие кои што не се грижат за младите луѓе, за идните генерации, и тие кои што не мислат добро на државата, се против овие 250 милиони евра во македонското земјоделство. Се против сигурна, безбедна и известна иднина која што може да ја креираме и мора да ја направиме за сите граѓани и за идните генерации. Но тие притоа не нудат што е алтернативата. Ако не е Европската унија, ако не е ИПАРД, која е алтернативата? Кој ќе ни помогне? Кој ќе застане позади нас? Кој ќе инвестира и кој ќе даде ваква поддршка како што дава Европската унија? Токму затоа сме прва земја од регионот која што ги распиша првите повици за ИПАРД 3. Во овој момент, додека сме во Прилеп, овде, оваа вечер, овој ден, македонските земјоделци имат на располагање 40 милиони евра неповратни средства. 40 милиони евра неповратни средства, мислам дека во еден момент немала ни Хрватска, немала ни Словенија, немале ни многу други земји членки кои што беа позади нас пред 15, пред 20 години, кои што не претркаа, ја претркаа нашата изолација, нашето тапкање во место, нашата неодлучност, нашата неспремност да носиме одлуки, и токму затоа сега се членки на Европската унија, и токму затоа денеска, како што спомена и вице-премиерот, имаат на располагање не 40, имаат 6 милиарди евра на располагање само за земјоделството. Меѓутоа денеска имаме на располагање во овој момент 40 милиони евра неповратни европски средства за земјоделска механизација, за оранжери, за фарми, за приклучна механизација, за развој на руралниот туризам, за опрема на преработувачките капацитети и така натаму. Докажавме дека честно, транспарентно и одговорно ги користиме европските средства, и токму затоа сме единствена земја од регионот која што ова 2023 година ги распишува првите повици за користење на овие средства. Ниту Турција, ниту Србија, ниту Црна Гора, а најмалку Албанија, на кој што им ги забранија средствата, можат оваа 23 година да ја почнат оваа програма. Ние успеавме. Работевме деноноќно, работевме многу луѓе се вложија за да денес распишеме повик од 40 милиони евра кои што се на располагање на македонските земјоделци.